Првата детска амбасада во светот Меѓаши попладнево побара итен распуст за учениците и да не се пуштаат во градинка по малите деца. Ова е причината поради која во вестите во овој дневник во живо го имам основачот и извршен директор на амбасадата Драги Змијанац. Господин Змијанац, зошто вакво барање? Како зошто веќе месец дена имаме високи PM10 честички на микрограм на метар кубен над 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600 и тоа трае во континуитет. Еве, јас се наоѓам сега во населба Стар аеродром Листиче, граѓаните може да ви кажат 20 се дише. Како им е на возрастните, а може да замислите колку е полна детската болница во Козле. Значи, имаме секое второ дете со респираторни проблеми, со здравствени проблеми, со астма, со бронхитис. Состојбата не само што е вонредна, јас би рекол хорор. Ова навистина мора да се спречи. Во вакви вонредни околности, секој еден кој е одговорен, ја има таа моќ, треба да превенира. Децата навистина да не бидат изложени не само на отворен простор, туку и во затворените простори е исто така опасно за живење. Значи, едноставно, градот ни е гасна комора, Скопје станува на највисокото место по загаденост и жално е да не може да се преземат барем итни краткорочни мерки, ако не среднорочни, долгорочни. Она што мислам дека треба да се направи прагот да се намали на минимум да биде 75 и да се спушти. Во тој случај ќе имаме цела зима аларм и не можеме да работиме и да учиме. Кога веќе е алармот толку висок на PM10 честички во Скопје, во Битола, во Тетово, Кавадарци, Куманово, значи вонредната состојба во пола Македонија е веќе алармантна. Вие споменавте дека поголем период имаме зголемено ниво. Што ако во јануари има поголемо ниво на загадување, кога учениците би требало да го одработуваат она што го пропуштиле од наставата? Нема што да одработуваат кога животот е во прашање на децата. Значи, правото на живот е елементарно право загарантирано и со конвенции со Уставот на Република Македонија. Секој кој ги изложува децата и го загрозува нивното здравје треба да ја сноси одговорност. Ние сме спремни веќе да поднесеме допис до членовите, до сите членови на комитетот и во директен контакт сме со нив, да ги известиме за оваа вонредна состојба, да побараме меѓународна поддршка до сите организации кај што сме членки како прва детска амбасада во светот Меѓаши и мислам дека мора нешто да се стори. Мерки краткорочни кои ќе помогнат, прифаќаме, но мора да се размислува на подолг временски период и не смееме веќе да го ставаме ова прашање во политички партиски контекст. За ова прашање граѓаните имаат општ консензус, сите родители се загрижени и сите деца во Република Македонија имаат последици по нивното здравје. Господин Змијанац, велите да не се пуштаат во градинка и децата кои што се помали, кои што одат во градинките, меѓутоа има родители кои што немаат никаква помош, немаат баби дедовци, па се принудени да ги браќаат во градинка за да одат на работа. Што со тој дел? Не. Јас разбирам тие што немаат баби дедовци. Еден мора да биде со децата, значи мора да бидат и самите предпријатија, компании и министерства или државни службеници каде работат, еден од родителите мора да биде ослободен и да води грижа за децата. Во ваква водрена состојба, значи само ако се зголемува бројот на клиниката за пневмологија и во детската болница Козле, ќе мора и не само градските татковци, туку и Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика и директно владата на Република Македонија да преземе одговорност ако се влошува уште состојбата со здравјето на децата во Република Македонија. Само за крај, во среда е најавен бојкот на наставата од поголема група на родители кои што се организираа на социјалните мрежи. Ќе им се приклучите ли ако Министерството за образование не се одзва на вашиот повик и не прогласи предвремен распуст на учениците? Искрено ова идеја ја заговарам уште од 11 ноември и таа излезе во повеќе социјални мрежи, меѓу кои и Скопје бара чист воздух. Родителите се само организира, едноставно видоа дека немаат ефективни краткорочни мерки од страна на донесувачите на одлуки, оние кои се во позиција на моќ да решаваат за судбината на децата и нивните родители, и ние ќе ги поддржиме. Секоја иницијатива која ќе помогне за разрешување на состојбата со аерозагаденоста во Република Македонија ќе ја добие поддршката од првата детска амбасада во светот Меѓаши кога се децата во прашање нивното здравје. Така, господин Змијанац, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во дневникот на Сител.